тој лично ќе ни помогне како пратеник. Еве пред тука пред сите кажуваме да го спроведиме на централно ниво наредната сезона, да ја пречекаме со релаксирани земјоделци, со сигурен откуп, да не губат земјоделците. Никој нема да изгубе, така ќе добијат само земјоделците и општина Кавадарци. Ќе го спроведиме тоа. Тука во ова урбана заедница Љубаш сакам да ви спомнам неколку проекти. Проектот Моја општина, тоа е еден иновативен проект кој што Кавадарци го заслужува и Кавадарци за прв пат во Македонија како општина ќе биде во нешто прва. Че имаме 15 општинари на терен. Тоа е препишан проект, усогласен со можностите на општина Кавадарци од општина Дујсбург. Вие сами знаете дека имаме релации со општина Дујсбург, знам како функционира таа општина, ги видовме тие работи. Не можеме да земеме се од нив, али 15 општинари од постоечки вработени во општина Кавадарци можеме да ги пуштиме на терен, можеме да им дадеме нивен терен, во интерес на граѓаните, во интерес на урбаната средина, во интерес на инфраструктурата, она што значи зеленило, паркови, тротоари, улично осветлување и се што значи за интерес на граѓаните, тие ќе се движат од терен. Доста е веќе граѓаните доаѓаат во општина Кавадарци, општината ќе биде на терен. На дневно ниво ќе ги запишуваат проблемите, ќе ги решават. Така се прави општина. Не се прави општина со централна власт, со идеја и со план. Имаме во проектот ставено на неограничен број, односно повеќе од 40 згради за термоизолација за енергетска ефикасност. Со 30% субвенција од општината, 70% од граѓаните. Таму во таа зграда ќе имаме социјално загрозени семејства кои што немаат примања, заедно со општината и советот. Ќе направиме критериум каде ќе ги покриеме и тие трошкови. Ќе го заличиме Кавадарци, ќе направиме нови фасади, ќе добиеме еколошки фасади, добри енергенски фасади, кај што ќе заштедиме многу. Кавадарци треба да заличи на град, ќе заличи. Кавадарци е втор економски по развој град во Македонија. Тоа значи нешто, луѓе, за тоа се тепаат и они тука. Не се тепаат за друго. Влезовите во Кавадарци ќе ги средиме, ќе ги прошириме, ќе ги осветлиме, ќе ги направиме да доликува на еден град. Имаме проект за затворен пазар. Затворен зелен пазар на постоечка локација. Пазарот ќе го раздвоиме. Она што значи агроберза и трговија, ќе го ставиме на друга локација. Она што значи пазар на зеленчук и овоше, свежо, од нашите земјоделци кои што ги имаме во населените места, од нашите земјоделци кои што ги имаме во околината, че им овозможиме да има пазар секој дневно. Нема потреба од среда, петок и недела. Зеленчукот и овошето е тоа кој што треба да се продава свежо. Ќе го направиме пазар да биде модерен, покриен, угледен пазар. Сите ние да може да си пазариме на едно современо место во Кавадарци, во нашиот нов пазар. Затоа имаме сума конкретна, имаме финансија конструкција. Кога го прашав на Дуел, колку ќе кошта вашиот пазар, тој ми речи скапо. Ева вака ми одговори. И му реков, не треба веќе одговори. Шо е тоа скапо? Шо е ефтино? За некој е нешто скапо, за некој друг е друго. Немаат финансија конструкција, верувате, прочитате ја програмата нивна. Сите проекти му се ставени 2021. Финансска сума немаат ставено. Против кандидатот не располага со бројки, против кандидатот не располага со економија, против кандидатот не располага со материјално финансово работење, располага со вокабулар на висока политика. Добре што го имаме, пак ќе повториме, дај Боже да го искористиме за позитивна политика, ама не у Кавадарци. У Кавадарци не се води у политика. У Кавадарци се работи, во Кавадарци треба проекти, у Кавадарци треба градоначалник кој што знае да излезе на терен, на кој што не му прече сонцето. Него му прече и сонцето. Видите колко е бел на сонце, не ме излезе. Јас како идеј градоначалник ви ветив и ви кажувам. Како идеј градоначалник ви ветив и се оградив од многу привилегии на градоначалничка функција. Се откажав од плата, се откажав од службено возило, се откажав од возач. Само по тие три основи има 150.000 евра за 4 години буџет плюс општината. Тоа е една детска градинка. Тие пари нека не ми требаат, тоа станат во општина Кавадарци.
повтори, на тоа ми додава, вика, господинот Јанчев има поубава кола од општината. Бог да чуе да бране. Што е тоа проблемот? Проблемот е да купиш колата, треба да ја одржаваш, треба да ја ставиш гориво. Не знавам тоа. Ови се купи и само си одета. Не, ти ја регистрира, че си ја возиш. Тоа се трошкови големи. Како иден градоначалник, знам во каква обврска влегувам. Знам во што влегувам. Јас сум човек кој што располагам со бизнис кој што е достапен до вас. Бизнис кој што конзумирате вие директно. Вика, што ќе ти правиме ако ти не бидеш добре градоначалник? Па викам, само мене може да ме казнете. Ни еден друг не може да казнете. Како? Така. 60% од моите производи, односно 60% од купната потрошувачка на сокови и вода во општина Кавадарци го држиме пазар. Ако бидам лош градоначалник, ако бидам неискрен градоначалник, нетранспарентен, неотворена општина, дали вие нема да ме казните со некупување на производите? Па поголема казна од тоа нема. Нема поголема казна. Така да знам во која одговорност легувам, знам што правам. Нема да ги изгубам граѓаните, нема да ги изгубат и мене. Имате за прв пат можност во минато во историјата на Кавадарци кажува дека кавадарчани знаат да одлучат што е добро. Имате можност човек кој што има широки гледања. Не случајно ја прифатив оваа кандидатура. Не случајно ја прифатив оваа функција. Не за фотелја, не за градоначалник. За ВМРО ДПМН да оде напред. Митко Јанчев да оде напред. Општина Кавадарци да биде бастион на ВМРО ДПМН. Еве пред председателот ветувам. Пред председателот Никола Груевски ветувам. По победата во Кавадарци. Кавадарци ќе се запише во историјата на ВМРО ДПМН. Кавадарци ќе влезе во централата на ВМРО ДПМН. Никој няма да не пониче. Градењето на кадар и на локално, на централно ниво го правите вие граѓаните, не го прави никој друг. Со сила, со закани, никој не постигнал ништо. Од своји 18 години сум приватен, до сега ниту со на еден не сум разговарал со уцена или со закана. Затоа имам чист образ, можам да шетам по улици, можам да секој да му придам. Кај еден ако сгрешиш, исто како и 100 да си изгрешил. На еден да помогнеш е помошта за еден. Грешките не смееме да ги правиме. Ве убедувам дека Кавадарци ќе биде најдобриот град во Република Македонија. Економски развиен, чист, педантен. Ќе донесиме странски инвестиции. На нашите инвестиции ќе овозможиме економски зони по 1 евро за метар квадратен почетна цена за земјиште. Нема потреба нашите фирми да ги затвараат парите во земјиште. Ако им дадиме ниски поволности во делот на комуналите и земјишто, тие пари ќе ги насочат во иновативни, креативни инвестиции. Им треба на стопанство пари за развој, не им треба пари за комунали да дават и за земја. Така се развива економија, така се развива град. Јас сум сигурен дека не само членовите на ВМРО ДПМН, и оние независните, и оние од Социјалдемократскиот сојуз препознаа кој е Митко Јанчев. Ќе го дадат гласот на 29, ќе победиме убедливо, ќе почнеме од Кавадарци, ќе ја направиме Македонија што треба. Го повикам на 29, заедно сите, без никаков страф, без никаква резерва. Јас не се плашам, нема зошто и вие да се плашите. Нема што да изгубиме, може само да добиеме. Да победиме убедливо, сите да излеземе на гласање, не 75%, 80% да излеземе на гласање. Ви благодарам што ми ја давате поддршката од моје лично име. Сакам да го поканам председателот на ВМРО ДПМН, господинот Никола Груевски, да ви се обрате. Еден голем аплауз. Благодарам. Добро вечер, кавадарчани, добро вечер, драги пријатели. Добро вечер, ВМРО ДПМН. Се радувам што ве гледам тука, да собрани во волку голем број во поддршка на кандидатурата на идниот градоначалник на Кавадарци Митко Јанчев.
Драги пријатели, на Кавадарци му треба за градоначалник човек од акција, а не човек филозоф кој ќе ви мудрува секој ден, кој ќе исправа криви дрини на муавет, а акција на терен нема. Митко ни животот, иако не е премногу возрасен, сепак во минатите години покажа дека знае да работи, дека знае да создаде своја визија и да реализира таа визија. Покажа и дека знае да помага на секого на кого што му е потребна помош, без при тоа да очекува тој да му возврати со нешто или да има корист од тоа помагање. Тоа е една великодушност која што е одлична карактеристика за секој човек. И таков градоначалник му треба на Кавадарци. Не ни требаат филозофи што ќе ги слушаме на телевизија, вака било, така било, големата политика, овоа, оноа и така натаму, а всушност на терен ништо. Што направиле во животот, па да направат нешто и за во Кавадарци? Да си одбериме човек што се докажал дека знае да работи, дека знае да зацрта план и да го реализира тој план. Тоа е Митко Јанчев. Пријатели, овие денови сме и сведоци на една психолошка војна. Се обидуваат да втеруваат страв на сите страни, заплашувања, притисоци, ќе бркале од работа, ако некој излегува да гласа, субвенции не мога да даваат, не знам што ќе правеле. Закани на сите страни. Затоа што другчија и не знаат да победат. Затоа што не ги бива со работа, со проекти, па со притисоци, со уцени, со закани и со многу подкуп. А да ме прашам, за да има тука подкуп, како што има сега во Македонија, како што немал никогаш, фрлени са 20 милиони евра во подкуп. Тие пари не се нивни пари. Не се ни 10% тоа нивни пари. Кој ги дал тие пари? Кој има интерес да инвестира толку многу пари за овој криминалец и предавник да биде во владата и уште да изгледа сега како победник на овие избори? Кој има интерес? Чии се тие интереси што треба да се исполнат за некој да му даде црни пари на рака, да дели, да подкупува луѓе, за да се прогласува за победник и за да може понатаму да остварува нечии цели и да може понатаму да работи, ама не во интерес на народот и на граѓаните? Во исто време, драги пријатели, демонстрираат надменост и арогантност. Главната работа како влада име не да привлекуваат инвеститори. Видовме од инвеститори во овие 5 месеци. Туку како да направат штета. Главната алатка не име да ги слушнат луѓето и нивните проблеми и како да ги решат. Туку како да ги заплашат со полицијата. Полицијата ја ставија во служба на нивната партија. Полицијата оди секаде каде подкупуваат, чува страшно. Но забораваат, можеби сега се во облаците. Можеби сега се кренат и ги крена оваа марионетска власт. Но колку повисоко летаат, падот ќе им биде поболен. А падот не и бега, бидејќи нема марионетска власт која долго се задржава. Толку повеќе сака да внесат страв, толку повеќе им порачуваме дека не и се плашиме. Забораваа дека ние сме ВМРО и во нас гори таа пркосна идеја која се спротивставува на многу поголеми сили, на многу поголеми опасности отколку на овие неспособни луѓе сега во власт. Видовме низ оваа кампања дека немаат ниту некои сериозни идеи, ниту проекти, ниту сериозна програма. Затоа зборуваат за воздух, зборуваат за ветар и магла. Видува дека не може да се мерат со работа со нас, па удрија да организираат криминални избори. Во првиот круг видовме како СДСМ организира избори. Страв и притисоци на сите страни. Во Македонија се креира африкански избори. Паднавме на рангот на Сомалија и Кенија. Пукна череп на градоначалник. Убиен носител на советничка листа. Следени кандидати за градоначалници. Слики на партиски
слики на партиски активисти на СДСМ во надпревар кој има поголем и посилен пиштол, кршење на штабови на ВМРО ДПМН. Секој ден со име и со презиме дознаваме како потплаќаат гласови, информираме, но нема реакција. Нема затоа што полицијата е нивни соработник. Но им порачувам дека нема да не скршат. Затоа што народот гледа, ќе им се врати како бумеранг и ќе има одговорност еден ден за ова. Порано или подоцна ќе има одговорност. Крајната цел, драги пријатели, е да се сузбие секој слободномислечки македонец кој се грижи за својата држава, за својот идентитет, име, за својот јазик и преку разни механизми да се делува во правец да се убедат граѓаните дека сакањето на својата држава е нешто што не е модерно, дека тоа е демоде, ама дека модерно е нешто од типот хомосексуални бракови да се легализираат, марихуаната да се легализира, алкохолот да се промовира и така натаму. Да, и пријатели, секој кој што ќе помисли да ја штити државата, како што беше на 27 април, секој кој снимал документаци за македонските херои, секој кој бил вклучен во градбата на споменици на македонските жртви, да се плаши дека ќе биде наместен и притиснат од било каков процес. Криминалците на слобода, патриотите по затвор. Красничи на слобода, Едмон Темелков во притвор. Човекот кој што е борец за човековите права на македонците во Албанија. И единствен градоначалник надвор од границите на Македонија да е македонец. Убиците на децата на Смилковското езеро, кои што ги убија само затоа што се македонци, нивните убици ќе ги пуштаат на слобода, а дедото за кубење коса 4 години затвор. Затоа велиме, кога гледаме како ги пуштаат криминалците Бајруш, Красничи, оној Рахич што е осомничен за дрога, кога гледаме дека ќе пуштаат 1050 затвореници, ќе ги амнестираат, па што се оние инциденти што се случија во собранието на 27 во споредба со ова? Затоа велиме слобода за тие луѓе и прекин на прогонот, и тоа ќе биде заложба на ВМРО ДПМН во наредниот период. И додека се ова го прават, драги пријатели, додека ги прават сите овие спектакли, за жал, економијата оди надолу, економијата тони. Паѓа индустријското производство во Македонија. Паѓа извозот, секој месец паѓа извозот во Македонија. Паѓа девизните резерви. Секој ден се пониска е прогнозата за раст на економијата за оваа година. Македонија е сериозно економски различена. Нема ниту нови инвеститори, ниту нови работни места. Најважни се тендерите кои се ги делат на луѓето од власта. Просечната плата нешто не расте, нели 500 евра ќе правија. Таа почна да опаѓа. Пензиите, што не им ветуваа на пензионерите? Ветуваа дека ќе порасне пензијата за 2600 денари. Па сега примија пензии пензионерите. Сигурно има тука пензионери да ги прашам, им се зголемија ли овој месец за 2600? Не се зголемија. Се зголеми само она законска обврска што име, што не може да избегне. Бидејќи е законско усогласување, 180 денари. Да, и пријатели, ветува и субвенции поголеми за земјоделците, 10%. Нема ништо од тоа. Нема ни да има. Напротив, откако пројдоа декемвриските избори, им се испушти и спомнаа дека во иднина кој немало да има поголем принос, тој ќе ги изгуби субвенциите. Се што говореа обратно прават. Заборавија на ветувањата, заборавија на народот. Каде ќе одат ветуваат се што сакаат луѓето да чујат. Ќе му дојде крајот на тоа. На такви политичари ќе им дојде крајот. Не може вечно тоа да трае. Не може долго да трае. Овој народ разбира. Овој народ знае дека ова е марионетска власт донесена насила и насила се одржува. И нема многу долго да ја задржи. Но не заборавија, драги пријатели, да склучат штетен договор со Бугарија, без да го прашаат народот. Затоа бараме референдум за овој договор.
Нека се изјасни народот. Нека каже народот дали се согласува да се откажеме од македонското малцинство во Бугарија. Дали се согласува овој народ да се согласиме сите преку подписот на ЗАЕФ и усвојувањето во парламент дека се откажуваме од македонскиот јазик. И дали се согласува да се согласиме сите дека нашата историја 1945 година била бугарска, дека Илиндорското восстание не било македонско, туку било бугарско. Дека 41. 11. октомври не било првата пушка на македонците против фашизмот, туку било идеолошка борба, идеолошки конфликт помеѓу левицата и десницата помеѓу бугарското население во Македонија, помеѓу левицата и десницата на бугарското население во Македонија. Затоа велиме, ајде на референдум, па народот да го прашаме дали е тоа така. Ниту историчари праша, ниту експерти, ниту стручњаци, ниту научници. Најмалку народот. Драги пријатели, тоа е само еден дел од целото редефинирање што го планираат. На прво место во планот им е промена на името на Македонија. Промена на идентитетот. Второ им е овој договор со Бугарија. Трето им е донесување на мигранти и нивно населување за трајно живење тука. И давање државјанство. Така ЗАЕФ ќе си направи повеќе гласачи во иднина. Погледнете му гумот како размислува. Не гледа дека народот свој не може да му помогне, ќе ги носи мигрантите, против кои што немаме ништо. Тоа се луѓе од Азија и Африка, кои што ги снашва, мака и тие сакаат во Германија, во Шведска, во Холандија. Ама тој за да учини некому за да се растерети, ќе ги носи тука. Следното е покачувањето на даноците, со кои што се фалат на таков начин, како да се фалат дека ќе ги намалат. Па ние ако ги намалувавме, не се фалевме така како што сега тие говорат дека ќе ги зголемат. И последното е веќе најавената практично почнувањето да прават атмосфера за легализација на хомосексуални бракови во Македонија и можност да се посвојуваат деца од нив. Тоа е тоа редефинирање на државата што го говореа, тоа се тие 6 точки што ќе ја менуваат Македонија. И затоа цело време, за да не ја гледаме големата слика, се занимаваат со работи дали ручал риба или месо некој министер пред 3 години и што јадела министерката пред 4 години. Драги пријатели, сакам во оваа прилика, иако тие не се со нас, но ќе не гледаат преку медиумите, да се обратам и до функционерите на СДСМ. Ќе помине време, ќе поминат неколку години од сега. Кога и да ќе треба да излезете на улица, да се сретнете со вашите комши, пријатели, сограѓани, ќе треба да ги погледнете во очи. Ќе се срамите, ќе ви биде срам, ќе ја менувате улицата. Ќе одите со наведната глава, а вашиот товар и срам нема да може да се заборави. Иако имате богати спонзори во овој момент, ги немате парите со кои можете да го купите достоинството на народот, достоинството на македонците и достоинството на Кавадарчани. Нема лезет од вас добиена со криминал и со криминалци. Нема аер од функции, добиени лажејќи го и притискајќи го и оценувајќи го сопствениот народ. Ќе се обратам и до оние кои се уште не се определили, а кои се загрижени од она што се случува на нашата држава. Знам дека не ви е сеедно кога гледате што се случува. И знам дека длабоко во себе ја чувствувате опасноста во која ја втурнуваат овие неспособни луѓе нашата држава. На дел од вас се закануваат, а на дел ветуваат се и се што иако знаете дека нема никогаш да го исполнат. Сакам да ве поттикнам да се спротивставите, да излезете на гласање, да го поддржите ВМРО ДПМН и да го дадете вашиот глас гордо и достоинствено, знаејќи дека ние сме тука секогаш кога на Македонија е потребно, кога на вашата општина е потребно. И секогаш ќе биде така, затоа што ВМРО е партија од народот и ВМРО е партија за народот. Така било и така ќе биде.
тие што владеат и сака да владеат со криминалци и со корупција, треба да знаат дека нема хунта во светот која народот не ја победил, дека нема помрачување кое порано или подоцна не било осветлено од народот. Лажеа дека се борат против режим, а станаа режим. Лажеа дека нема слобода и демократија. Прво нешто што направија кога дојдоа на власт, ја укинаа демократијата. И секој ден, чекор по чекор, ја намалуваа слободата на луѓето. Велеа дека нема независност на медиумите. А прво нешто што направија кога дојдоа на власт, ги уценија собствениците на медиумите и ја одземаа нивната независност. Велеа дека ќе работат, а секој ден гледаме како се краде и како се назадува. Па за ова ли се борија да има техничка влада пред парламентарните избори? Да има Министерство за внатрешни, за труд и социјала, заменици во финанси, земјоделие и администрација. Оваа држава е на овој народ и нема да можете да ни ја украдете. Порачувам дека нема да не скршат. Нема да им дозволиме да не скршат. Нема да не поколебаат. Нема да не упошат. Заеднички ќе се противставиме. Да не им дозволиме апсолутна власт во државата. Да не дозволиме да станат шерифи и монарси. Да не дозволиме да ги одземат бастионите на ВМРО. Од нас зависи. 29 е тука пред нас. Излезете и гласите. Гордо, достоинствено, не е предосно. Шансата е тука на правот. Знаете кога беше СДСМ сама на власт, во минатото ништо не направи за кавадарци. Во овие 5 месеци ишпа ништо не направи за кавадарци. Немојте да очекувате од нив нешто. Имаме проекти за секое населено место. Во Кавадарци покажавме дека умееме. Со директна помош од тимот предводен од ВМРО ДПМН, германскиот гигант Дрекселмајер ја изгради својата фабрика во Кавадарци. Странска инвестиција од 35 милиони евра и над 5600 нови работни места. Сега ќе отвараат во наредните месеци во Куманово уште еден погон со над 1000 луѓе. Ги задржавме во Македонија уште додека бевме во водата. Истовремено ќе обезбедиме учениците од 1 до 5 одделение да имаат бесплатен здрав оброк на училиште, со што ќе обезбедиме здрава исхрана за учениците, но и растаретување на буџетот на родителите. Општина Кавадарци и Митко Јанчев ќе овозможат можности за граѓаните за стекнување на собствен дом, оние кои го немаат, со тоа што ќе биде дадена можност да си купат земјиште со 1 евро метар квадратен почетна цена и да бидат или ослободени или драстично намалени комуналиите за градба на собствен дом, за луѓето да може да се изграда собствен дом. Исто така, ќе следи и отпис на долгови за вода и ѓубретарина на социјално загрозените семејства, онака по шема како што кажувавме на собирите во првиот круг на овие избори. Нудиме концепт во кој нема да има неасфалтирана и неосветлена улица и ќе има парк во секое мало. Ќе работиме на привлекување на нови инвеститори, вклучително и на инвеститор за изработка на фабрика за откупување на вишок од грозје и претворање на вишок од алкохолен дестилат во однос на потребите на пазарот. Ќе работиме да донесеме и други инвеститори. ВМРО изгради капацитети, човечки капацитети, кои што знаат и умеат да привлечат инвеститори. Некои од нив ги донесовме од диаспората, од крупни мултинационални компании, каде го испрекле својот занаед. Ќе ги насочиме во општините, каде што има градоначалници на ВМРО, затоа што треба некој добре дојде да му каже на инвеститори. Драги пријатели, Митко Јанчев најави еден многу добар проект, кој што навистина е иновативен, мој општинар, луѓе на терен, со кој градот ќе биде поделен на повеќе реони и скоро во секој реон ќе има општинар, односно личност вработена во општината која ќе биде излезена на терен и ќе прима забелешки лично од граѓаните за проблемите кои може да се решат од страна на локалната самоуправа. Ќе се инвестира и во реконструкција на постоечката трибина и на останатите содржини на градскиот стадион Тиквеш. Ќе се уведе и градскиот плоштад со дополнителна фонтана, зелени површини и дрва. За младите и нивен развој
се предвидува и довршување на градба на 2 училишни спортски сали, една во училиштето Тоде Хаджитефов и друга во училиштето Сашо Пинчев. Но во програмата се напишани и многу други проекти. И јас сум убеден дека вие ќе ја погледнете ако веќе не сте го направиле тоа. И ќе изберете човек кој работи, кој создава и кој дава резултати. Човек кој од акција, во недела, исправени, горди, со задржан интегритет, со достоинство, стравот, што сака да ни го набијат, да им го сватиме со пркос, со бумеровски пркос. Баш онака бумеровски пркос. Да живее Кавадарци, да сте живи и здрави. Да живее ВМРО ДПМН, да живее Република Македонија, да ја славиме